Јас сум Благој Милевски, моментално тренер на селекцијата до 21 година. Од 2011 се занимавам со оваа професија. Мислам дека најголем предизвик во фудбалската кариера на еден фудбалер или уопште спортист настапот за својата држава, за својата земја. Навистина чувството е посебно, да се поготово ако имате успешни настапи, како ние во моментов сега. Не се чувствам како човек кој внесува реформи, но можеби индиректно поинаков начин на работа со репрезентацијата сега и претходно 2 години во фудбалскиот клуб Вардар. Мислам дека успешноста и резултатите на еден тренер поготово се единствено мерило за квалитетот на неговата работа. Пошто се однесува до тој надпревар, јас и ден денеска, што се вика, и без разлика на нашето учество на Европското првенство, и некако уште не сум го преболел тој порец. Целта на нашите тие квалификации беше да бидеме и останеме конкурентни што е можно полого во тие квалификации. Да не ги завршуваме квалификациите како во претходните циклуси, негдека на половина од циклусот, и веќе втората половина спремаме генерација за следните квалификации. Од тој надпревар после со Украина тргна таа серија низа од 9 надпревари со поволен резултат. Никогаш не се спремам реторички. Не можете вие да се спремите со одреден говор, да кажам, пред надпревар со Украина или пред надпревар со Исланд. Не знам, различни противници, различни случаи на самиот терен, и на повреме никогаш не може да предвиди што ќе им каже. Дали се работи за македонец, дали се работи за албанец, дали турчин, дали ром, дали влав, без разлика на сите народности што живеат и екзистираат во Македонија. Ние сме свесни за тоа и поставивме некои ајде не критериуми, него начин на работа, кога било кој играч ќе го влече националниот дрес е ист. Значи на националниот дрес не пишува дали сме македонец, албанец, турчин или ром. Селекцијата на нивните карактери за мене е побитна. Новиот простор секогаш имало талент и потенцијал. Има и секогаш ќе има. Сега тој потенцијал и талент треба само да се насочи правилно. Сме конкурентни, значи можеме да бидеме раме уз раме со најдобрите, можеме да се надигруваме и да играме фудбал против најдобрите во моментов, и од таа страна и тој факт ми дава за право да бидам оптимист и да верувам во момците, во репрезентациите, дека има што да покажат и на Европското првенство. Јас сум свесен дека без разлика на сите успеси што ги направивме до сега, без разлика на пласманот историски наш на едно европско првенство,
многу тешко може да најдете ангажман во врвните топ 5, лиги во Европа, без разлика на па ќе кажем, на вашата успешна работа. Но не се знае. Јас, ко предизвик би, може да звучи нереално, али ко предизвик ја гледам премиер лигата.